Почитувани поддржувачи, гледачи на емисијата Тунел, добро вечер и добре дојдовте во новата сезона. Навистина ми е чест што еве можам да ве поканам повторно заедно да се дружиме. Не сите оние теми кои се покажа дека и тоа како ни се потребни во нашето секојдневие. А тоа сепак се теми кои се наше секојдневие и сето она што ни се случува и сето она што онака најпријателски ќе се обидеме и во оваа нова сезона и да го споделиме и се разбира да си подадеме рака тогаш кога најмногу ни треба. Првата емисија ќе ја започнеме на тема која е всушност една душевна состојба или чувство кое го носиме од самото раѓање во нас. Тоа е стравот. Го имаме, но можеме ли да го контролираме? Во кои состојби тој владее со нас? Колку е оправдан или пак не? И може ли да ни биде вистински непријател во животот и кога ќе ни се случат најразлични ситуации и се разбира состојби во кои што, знаете, во животот се случува, од секаде може да добиеме удар, но треба да бидеме храбри за да издржиме храбро. И така храбро ќе истираме токму и оваа емисија и на мое големо задоволство вечерашните гости сосема искрено и отворено ќе зборуваат на оваа тема. Чест ми е да ја поканам првата гостинка вечерва. Ве молам да ја поздравиме господја Гордана Ѓорчева. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Добро лете. Гордана, благодарам на одзивот да во првата емисија од новата сезона на Тунел бидете гостинка. Благодарам на поканата, Живкица, и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Споменав дека темата ни е стравот. Може би најголемите животни стравови ни се јавуваат во моментите кога помислуваме дека ќе ги загубиме оние најблиските. Иако сме свесни, посебно нели кога минуваме одреден период во животот и веќе сме возрастни и зрели личности, дека тоа е одреден тек на животот и дека во одредени моменти ќе ги загубиме оние најсаканите и најблиските, но може ли човек да биде подготвен за една таква голема загуба? Вие го загубивте вашиот сопруг прерано, почитуваниот актер Бранко Ѓорчев. Кога се работи за загуба на сакана и на блиска личност, човек никогаш не е подготвен и не може да се подготви. Едноставно, животот тече онака како што тече и наша должност е да ги префаќаме работите онакви какви што се. Сега, кој повеќе, кој помалку се носи со загубата, меѓутоа мора да ги прифаќаме. Си мисли ли човек во такви моменти не бев подготвен, како сега понатаму? Се почувствувавте ли во тој момент сосема сама на светот на крајот на краиштата? Имате луѓе околу вас и блиски и пријатели, но сепак на крајот на краиштата останувате сама со себе во 4 зида на крајот од денот, што се вели, и треба сами да се соочите со тој страв и со таа загуба. Во принцип, ние во животот секој од нас е сам со себе и сам со себе мора да се справи, без разлика дали се работи за загуба на блиска личност, за загуба на работно место или за било која животна ситуација. Да, имам блиски луѓе околу мене, им благодарам што секогаш се околу мене кога ми требаат. Меѓутоа, знаеш како, не сум сама, туку сум осамена, точно така како што каже. А осаменоста ја чувствувам точно на крајот од денот. Ја чувствувам тогаш кога има одредена ситуација каде што сме биле среќни или сме споделувале одредени моменти, а сега истите тие моменти морам да ги поминувам сама. Што се однесува до тој момент како го доживеав, па види, тој момент не е еден момент. Кога се работи за таа болест, барем тие кои што поминале низ таа болест, знаат дека сето тоа е едно многу големо патешествие и тоа не е еден момент. И всушност подсвесно самиот организам ми беше на некој начин подготвен во очекување на она најстрашното. Но кога се случи најстрашното, јас најголемиот страв ми беше од моментот кога ќе се случи. Но верувајте, кога се работи за таква диагноза и таква болест, кога гледате некоја блиска и сакана личност како се мачи, во моментот кога ја слушнав таа вест, затоа што бев таму, сите бевме таму нормално и чекавме, тоа беше очекувано, кога влезе во просторијата неговиот најдобар пријател да ни соопшти, јас само си реков: фала ти Господе, се спаси. Што ви недостасува најмногу од тоа заедничко живење, што вака се фаќате дека едноставно многу ви е тешко да го поминете и пребродите, точно дека секој еден нов ден е нова приказна веќе понатаму во вашиот живот и секој еден нов ден го започнувате сами и сте подготвени на сето тоа, но кои се оние најголеми можеби тешкоти кои ви се проблем и на крајот на краиштата да ги пребродите сама?
Јас како жена навикната сум цел живот да функционирам сама. Јас пред 23 години на мојата 19 годишна возраст го изгубив мојот татко, мојот најдобар пријател. И тоа беше навистина шокантно, тоа беше навистина не бевме никој од дома подготвени затоа што мојот татко почина во сообраќајна несреќа. И навикната сум на некој начин животот ме научи да ги губам драгите особи. Тогаш почувствував дека го изгубив тлото од поднозете. Едноставно кога немате машка личност во вашата близина. Подкрепа. И ова што ми се случи со Бранко, ми се случи како, не знам, повтор пат ми се случува истото. И токму така го доживеав, како губење на тлото од поднозете. Како поддршка. Баш како поддршка. А имавте ли потреба од поддршка на блиските луѓе да бидат околу вас или едноставно сакавте да бидете сами со болката и тагата? Само моите блиски луѓе можат да ме разберат, веројатно тоа е дел од мојот карактер. Јас по природа сум многу дружелюбива, секогаш сум позитивна, секогаш сум комуникативна, ги сакам луѓето, ги сакам моите пријатели кои што навистина се секогаш тука кога ми требаат. Но најтешките мигови, тоа е дел од мене и сите мои блиски тоа го знаат и јас не можам да се поправам, тоа сум јас. Јас сакам да бидам сама, се осамувам и најтешките мигови ги поминувам сама. Како си ги зачувувате спомените од убавите мигови од вашето заедничко живење? Нели некогаш велат, може се плашите ли од тој момент, некои луѓе велат се плашам дека времето нели ќе ми избрише се, дека ќе ми исчезнат спомените, дека ќе ми избледе сликата на она што бевме заедно. Може ли да се случи тоа и како кај вас функционира? Никогаш нема да се случи тоа. Знаеш како викаат, сите ми викаат, времето лекува се, потребно е време, меѓутоа јас ќе кажам, ниту едно време не лекува ништо, туку сите ние само со текот на времето се навикнуваме да живееме со тагата и со болката. Имате ли можеби револт за тоа кон животот што се велили за она што можеби е некоја виша сила дека прави вакви потези па ни ги одзема драгите и блиски луѓе? Сметаме дека нели не е фер токму во одредени периоди на животот и така натаму? Или таа можеби болка или тој револт вие го канализирате на некаков поинаков начин и размислувате поинаку? Револт. Па не знам, сите ние велиме на почетокот, нели, кога ќе се случи такво нешто. Мене лично ми беа измешани емоциите. Прво, многу голема болка. Второ, многу голем револт кој што и ден денес го чувствувам. Не во смисол зошто нас ни се случи, туку во смисол зошто секогаш се случува на добрите луѓе. Меѓутоа си велам, Господ е над сите нас, веројатно се случува со некоја одредена причина. И не смееме да му пркосиме на тоа што треба да се случи. Едноставно така требало да биде и јас тоа го прифатив како такво, затоа што знам дека ништо не можам да сменам. Што може сега да предизвика насмевка на вашето лице? Кои се оние работи кои ве радуваат дека доаѓа еден нов ден? Најпрво моето дете кое ќе си го видам од Савајле. Си наоѓате да си ја канализирате енергијата на еден начин кој едноставно ве полни од друга страна со одредена среќа и оптимизам? Па да, смислот го наоѓам во работата, во дружењето со моите пријателки кои што навистина се секогаш покрај мене. Дружењето со нашиот домашен миленик кој што навистина му го исполнуваше многу животот на Бранко и тоа е единственото нешто што ни беше заедничко од нашиот живот. Долгите прошетки со него. И тоа не знам друго што би можело сега, за сега тоа ми исполнува. Кои се вашите најголеми стравови? Ги имали? Или едноставно се соочивте со еден многу голем, условно речено, страв и сега се чувствувате дека веќе стравот не ви е непријател или едноставно не може да ве заплаши? Точно тоа сакав да кажам, дека сите ние се соочуваме со вакви или онакви стравови. Страв ни е од многу работи, меѓутоа мојот најголем страв во изминативе година и половина беше дека ќе го изгубам човекот што најмногу го сакам. Кога се соочив со тој момент, јас мислам дека ништо друго не може да ме исплаши, затоа што навистина кога ќе се соочите со стравот, веќе нема од што да се плашите. Едноставно само се плашам од болест, си велам само да бидам здрава и жива, затоа што имам одговорност према моето дете, да го воспитувам и да го изведам на еден пат.
Само Господ здравје да ми даде и сила, ништо повеќе. Јас истото ќе ви го посакам, да си имате здравје, сила за секој еден нов ден и среќа во животот со вашето дете и со она што нели истото треба да ви го донесе во животот понатаму. И се надевам дека со позитивна енергија ќе ви се исполнат нештата кои сепак нели треба да ви се случуваат низ годините во животот. Токму таква ме сакаше Бранко. Сите што не познаваат точно знаат што сакаше кај мене. Бранко беше влюбен во мојата насмевка и во мојата позитивна енергија. Се фаќате себе си како тоа го правите во име на тоа што тој тоа го сакаше од вас и дека едноставно му исполнувате желбата? Точно, секогаш. Тој остави зад себе многу дела по кои ќе биде запаметен. Не само се разбира, овој разговор е една би рекла ја скапка во големото море кое го има, сепак со, пак ќе речем, големите дела и сето она што големиот Бранко Ѓорчев го остави зад себе. Вие ќе го живеете неговото дело и натаму и се разбира спомените ќе си ги носите и јас само можам да се заблагодарам за искрениот и топол разговор и се надевам дека ова помогна, бидејќи ги има навистина сигурно многумина кои ќе се најдат во слична приказна и се разбира дека ќе ги споделат од свој аспект чувствата кои вие во моментов си ги носите во себе. Гордана, ви благодарам. Ви благодарам. Токму на оваа тема околу стравот, губењето на блиските луѓе и соочување со најголемите животни стравови, ќе зборуваме и со мојата следна гостинка. Можеби еден од најголемите стравови кои сите ние ги имаме во животот, посебно се разбира оние кои ги имаат децата, се да бидат тие само згрижени, да се добри, здрави и живи, што се вели да останат по нас. Поинаква е животната приказна на мојата следна гостинка, искрено и топло ќе ја сподели со нас. Ќе ја поканам господја Весна Рох. Добро вечер. Добро ни дојдовте, Весна. Повелете. Ви благодарам и вам за одзивот на поканата да дојдете и да бидете дел од вечерашното издание на Тунел. Зборуваме за стравот, да, стравот како нели состојба, душевна состојба или чувство. Вие сте по вокација психолог, но може ли нешто да ве подготви за најголемата животна загуба, да го загубите најмилото чедото? Па, и може и не може. Тоа зависи прво од личноста, затоа што професијата како професија не учи на многу работи, меѓутоа многу е важно колку ние сме се изградиле како личност, за да можеме да се соочуваме со нештата во животот, за да може да знаеме да ги пребродуваме. Едно е да сте во улога професионална, друго е да сте во улога на родител, на мајка. Значи, тоа се различни работи и многу често во животот најголемите експерти потврлиле. Така да не секогаш, меѓутоа во основа и така би можело нели да има некоја база која што би можела да помогне. Во вакви ситуации повторно ќе речам, значи психологијата само еден дел, многу повеќе личноста и семејството од каде што потекнува личноста можат да дадат една база за справување со ситуации кои што ни се случуваат во животот. И велме на крат на криштот и од родителски аспект сите си мислиме и најголемиот можеби страф е тој за децата да се здрави, живи и да останат по нас тие, а потоа нели поредот на нештата како ќе се случуваат во животот да се случуваат. Знае да биде крајно суров животот и да ни зададе токму ваков удар како што ви зададе и вам. И тоа не се работи во ситуацијава ниту болест, ниту нешто што е најмалку очекувано. Вашата ќерка погина во пожар кој беше подметнат од пироман. Да. Овде во Скопје. Тоа е крајно, би рекла јас, и сурово и кога, пак ќе речам, веќе друго лице е во прашање и така натаму, нешто што можеби во моментот верувате дека или сте можеле да го спречите или не, или на крајот на криштата зошто на моето дете? Тоа се прашања кои секој родител би си ги поставил. Стравот го има секој родител од самото раѓање и кога и за време на бременоста и кога ќе го видите вашето дете кое го сонувате уште првиот момент, стравот е придружна појава и е нормално, но многу е важно како се справувате. Значи со такви ситуации кога стравот може нели да се појави, тоа е битниот дел, како се справувате. Лично јас, лично секогаш сум била борец и сум се трудела да не помислувам
на она, нели, што велиме мајката помислува за сопственото чедо, да се секогаш кога е надвор случува најлошото, ако вози мотор, леле да не биде нешто, ако вози кола, леле ова, леле она. Никогаш не сум помислувала, никогаш не сум размислувала на тој начин, баш заради тоа што знам дека навистина негативно може да влијае. Позитивната мисла секогаш ми била присутна, сум ја пратела мојата керка секогаш со најпозитивна мисла, меѓутоа ете доказ дека и тоа не е доволно, кога јас ќе речам креаторот, Господ, го има последниот избор. Кога се случуваат, значи, работи врз кои што ние не можеме апсолутно никако да делуваме, да промениме, ништо не можеме да направиме. Вие, ако можем така да кажем, имавте избор да потонете во големата тага и едноставно тука да заврши се за вас или да се обидете да најдете некаква смисла на животот кој ве очекува по таа случка. Па природно е кога имате и 10 деца да имате истото чувство, меѓутоа губите единица која ви е смисла на животот, затоа што сме сепак ние општество каде што се уште децата ни се навистина смисла на животот. И тоа многу ме радува. И кога ќе ви се случи една таква трагедија, ги поминувате сите фази кои што се одредени во психологијата и во психијатријата, сите ги знаат како течат. Тоа е шокот, негација, негирање, не можете нели да прифатите, потоа се јавува лутина, па депресија, за да на крај, после секоја траума би требало да дојде до еден вид прифаќање, еквилибриум и една нова реалност да се случи. Овде тоа не може да се случи. Значи, ниту може да дојде до прифаќање, вие ги шетате фазите, еден чекор напред, два назад, се заглавува во една од фазите, зависи каква е нели конкретната ситуација. Лично јас заглавував во сите фази, па се враќав, па напредував, тоа е нормално. Меѓутоа, целосно прифаќање, кога се губи чедо, е невозможно да постои. Јас не знам да го објаснам тоа, меѓутоа, веројатно постои половична свесност, половично прифаќање. Едноставно, половично ќе го наречам, затоа што само еден дел од мене станува свесен дека се случило нешто, но оној другиот дел одбива да прифати, мајчино срце не може да прифати. Сега тука овој дел јас го, како да речам, го одбрав патот на надежта. Во овој дел каде што не прифаќав, луѓето знаат да компензираат, јас дури отидов и во сублимации. Можев да полудам, многу лесно потонав на почетокот, тоа е нормално. Станав логороична, 24 часа, јас само зборував и никој не смееше околу мене да прозбори апсолутно ништо друго, значи никаков друг разговор не смееше да се води, исклучиво за Ива. Јас не престанав, значи, да зборувам од една особа која што постојано е молчалива, јас, значи, обратното се случи, баш логороична станав. Така чувствувате, претпоставам дека ви е близу, дека е тука, дека нема да се заборави. Веројатно со тоа сакав да ја сочувам да биде овде. Нели, после разделбата се обидувате на секој начин да ја сочувате, а и сите околу мене да можат истото тоа чувство, да сите заеднички да ја сочуваме овде. Одбрав, реков, еден поинаков пат, патот на надежта. Веднаш после неколку месеци од трагедијата се запишав на специјалистички студии, кои што за прв пат се појавија на мојот факултет, што е некако чудно, затоа што почнав да следам како еден вид некои пораки кои што ми се појавува и јас само ги бирав. Ке го правам ова, ке го правам она, така да заодев еден пат кој што не беше воопшто лесен. Сите што студирале психологија на Свети Кирил и Методи знаат дека 15 часа дневно треба учење, на семинарска е на ниво на докторат, така да вложив еден огромен напор, ја трансформирав болката на некој начин, за да достигнам нешто кое што
како да кажам, во мене се раѓаше како смисла на живење. Специјалистичката теза е токму за надежта. Практично докажав дека надежта може да се стимулира и да се зголеми и ја посветив на мојата ќерка Ива. Значи, оттаму тргнав. Тоа беше смислата, наоѓање на смислата, да почнам еден нов живот и да продолжам понатаму со тоа што ќе посветувам се што правам во животот на Ива. Така да ете сега на социјалните мрежи, како да се во прашање веќе 4 книги ќе ги наречам сите страници што ги имам. За психологија 2, едната е за фотографии и третата за рецепти, отидов и во кулинарството. Така да сето тоа е посветено нејза и се случи да многу луѓе и посветуваат. Значи, името и приказната за Ива е во многу животи и семејства влезено. Многу уметници посветија уметнички дела. Во многу тетратки со рецепти е напишано нејзиното име и ќе стои таа тетратка, ќе се пренесува. Значи, јас појдов токму од она да оставам трага, моето дете да живее на било кој начин. Трага во вашето мајчино срце ќе има довека, што велат, додека и вие дишете, но има ли во вашето срце се уште гнев, болка и се разбира револт кон оној кој директно ви ја предизвика не, никогаш. Оваа тага и болка и кој ви го одзема чедото? Никогаш. Човекот, пироманот, нека ми прости што не му го знам името, како психолог ќе речам дека е болен човек и јас не можам да му судам. Но оно што е интересно, многу интересни работи се случуваат овие 8 години во мојот живот и околу трагедијата. Мене одбив да примам, значи, медикаменти, одбив да бидам замаена, што велиме, да го поминам спиејќи животот. Едноставно сакав да бидам активна и да се посветам мојата ќерка да продолжи да живее на поинаков начин. И во тоа барање како, нели, да сите патишта и цели што си ги поставувам, ми беше неопходно да разговарам со свештено лице. Затоа што ние сме генерации кои што религиозно не сме образовани, но сме воспитани религиозно, сакали или не икеле. Така да, тоа е многу различно. Така да, во тоа време го побарав владиката Златанов и ми објасни некои работи. Неколку дена бев збунета, потполно збунета, за да на третиот ден се разбудив, па реков, ја тоа го знам од 17 мои години. Сето тоа што ми го зборуваше човекот, ја го знам. Како да прогледав. Така да, истиот тој ден, пироманот си пресуди самиот. Тој се обеси во затворот. Немаше потреба да му некој суди, самиот си пресуди. Во момент на свесност, веројатно сватил што направил и си пресуди сам. Немам воопшто гнев. Пред да ви се заблагодарам, се надевам дека и понатаму ќе бидеме, нели, во комуникација, бидејќи сте една прекрасна, топла и премногу позитивна, покрај се пак ќе речам во животот личност, и ќе ви посакам и понатаму да си ги оживувате, живеете идеите, желбите, нели, на Ива и се разбира спомените за неа преку сите оние дела кои ги правите, кои впрочем добив впечаток дека се и вашата мисија на овој свет. Токму така, тоа го доживеав како еден вид мисија, дека треба, и не сум случајно денеска овде, сте ме поканиле да ја дадам пораката, дека и невозможното, кога ќе се случи, можеме да продолжиме да живееме, ако си поставиме вистински цели. А целите се всушност надеж. Јас секој ден се прашувам што би сакала Ива. Токму каква сакаше јас како нејзина мајка да бидам, да изгледам, да правам, го правам. Што сакаше таа за себе, колку можем, нели сум во можност, реков веќе, и тоа да го направам, така да чим си поставите цели, изнаоѓате патишта и имате волја, веќе сте вие на патот на надежта. Весна, ви благодарам од срце за вечерашниот искрен разговор. Благодарам. Секој е добро. Благодарам. Стравот е манипулативна, контролирачка или на некој начин триумфална јама.
ми се случи, всушност беше будење. Будење дека не треба да биде срам од моите желби, дека не треба да се срамам од тоа што го сакам, не треба да се срамам од тоа колку големи се моите соништа. Бидејќи соновите треба да се исполнат. Доколку направите една визија и направите едно сценарио и го знаете крајот на филмот, како завршува, како почнува и како завршува, стравот нема да биде присутен. Стравот според мене е нешто што во суштина грубо кажано или дрско или безобразно кажано е нешто што не постои. Само да веруваш во себе, во своите соништа, без разлика колку изгледа лудо. Всушност, мене верување ми не достигаше. Не верував јас. Јас мислев дека само овој миг постои и дека животот не е ништо. Затоа сум толку бестрашна кога ќе излезам на сцена. Било да е тоа стендап, било да е тоа представа, колку да сум уморна, колку и да ми се случило нешто, јас тие 2 часа јас му објавувам војна на стравот. И тогаш сум најсреќна и најсигурна. И сум бестрашна. И тогаш се сакам најмногу. И запомнете, оваа битка не ја водите само за да го победите егот. Оваа битка ја водите бидејќи сите ние имаме право. Имаме право да ја дознаеме вистината. А вистината е Зборувавме за соочување со стравот, тогаш кога се плашиме или ни се случуваат токму оние животни ситуации или загуби од кои најмногу стравуваме, губењето на блиски личности. Сега, сите тие стравови живеат во секој од нас, но може ли да се справиме на некаков начин со истите? Покрај овие стравови или овој страв на губење на блиски сакани личности, постојат уште мноштво други стравови со кои ние секојдневно се соочуваме. Но ни треба ли некој за да се избориме и да го победиме стравот? Ни треба ли некој за да не поттикне да му погледнеме во очи и да му кажеме дека не може да владее со нас и со нашиот живот? Токму тие луѓе кои размислува или човекот кој едноставно беше поттикнат околу темата стравот и како да се соочиме со истиот, вечерва е гостина овде во студиото, со уште една прекрасна гостинка која ќе зборува на тема соочување со лични стравови во второво продолжение од емисијата Тунел. Да ги поздравиме моите следни гости, Коста Петров и Меги. Добро вечер и добро дојдовте во Тунел. Здраво, Меги. Неодамна се појави книгата Стравот. Коста во јавноста, меѓу другото, покренели она работа околу која си имате медиумите и така натаму. Познати како автор на книги. Она последната, која многу ни западна за око и која некако ја разбранува, би рекала јас, јавноста, е токму на оваа тема која ја зборуваме вечерва Стравот. Да. Од каде идејата? Некако како да нели тоа се работи кои што ни се случуваат, се дел од нас, пак ќе речам, ги живееме, ги доживуваме, ама можеби кога некој ќе излезе со јасен став или со зборување погласно и појавно на одредена тема, ни прави да подзастанеме и сериозно подразмислиме. Знаеш, освен љубовта, ако постои љубов од една позитивна страна што не спојува сите, постои негативна страна што исто така не спојува сите, тоа е стравот. И не само што се плашиме од банални и небанални работи, туку ни е страв да зборуваме за тоа. И во еден таков момент кога мене не само што ми беше страв да зборувам за тоа, туку ми беше страв да се соочам со стравот, решив ја да започнам мојата битка. Ја напишав книгата не бидејќи се да кажам, не знам, ја ги имам решението сега, ќе ви кажам што треба да направите за да го победите стравот, туку едноставно дека окей е да се плашите и дека не сме сами. Вашиот страв е најголемиот кој? Мене ми е најголем страв од смртта. Најголем страв ми е од смртта бидејќи ја имав огромни проблеми со анксиозност. Јас не знав усвар дека ми е анксиозност. Такво чувство кога, не знам, ќе ми крцне нешто во вратот и мене одма автоматски ми се ствара чувство дека е инфаркт. И мозокот ми праќа сигнали дека е инфаркт. Почнува ми се кочи раката, почнува да се потам. И на почетокот се викаш ова е инфаркт. Ама после тоа се дешава. Се дешава секој втор ден, трет пат. И идеш на доктор, докторот те вика нема да умреш бе од тоа, ништо не е, мала анксиозност, тебе написала. И значи постои страв од смрт и постои анксиозност. И се кога доаѓа смртта ти ќе умреш, валида и ќе заврши се.
Ако имаш анксиозност, тоа чувство цело време ти доаѓа. И ти доаѓа еден момент кога се викаш, дај нека овој пат нека биде последен пат. Зашто не сакам ова повторно да го. Толку е мачна доживеам. битката со Зашто не си преживување на. се гледаш во огледало и се викаш, што е ова? Дали сум ја ова? Се чувствуваш како марионета. И сега доаѓа до тој момент еден, како вазна, како твојава чаша сега да падне доле и да има еден момент да стопираме и еден момент кога решаваш, чекај сега. Дали ќе паднам или ќе се кренам. И тоа е една микросекунда. Една микросекунда кога решаваш да се бориш. И дека мораш да се бориш се додека еден од вас не капитулира. Мачно ли е во тие моменти да споделите со некого? Полесно е да си кажете сам со себе ќе се борам и ќе се справам со ова, оду на чувство да не добиете некаков фидбек од другата страна без оглед дали ќе бидат тоа нели блиски луѓе од семејството или пријатели или слично, да кажат ма што ти е тебе, што се случува со тебе? Далеку од разумот сето ова и добивате уште еден можеби друг удар кој ќе ви направи уште поголема збрка веројатно во вашиот ум. Покрај тоа што имате веќе одредена мака. Да. Знаеш, луѓето секогаш ќе ти кажа ништо не ти, ајде се ќе биде окей. И нас многу не е полесно ја тебе да ти кажам се ќе биде окей. На тешкото се ќе биде окей самиот на себе да се Да окажеш. се кажеш. И никој не може да те разбере тогаш. Никогаш. И тие некои соведи што ќе ти дадат траат една секунда, 2-3 минути. Некако егото ти праќа некоја информација дека можеби се ќе биде окей, но се додека не го направиш разговорот самиот со себе и не се соочиш, значи што го предизвикува тој страв. Затоа што анксиозноста е резултат. Ама која, значи од каде е изворот? Да. Јас после додадам кај мене анксиозноста ми доаѓа бидејќи јас се плашам од неуспех. И секој пат мене кога ми се случува дали некој финансиски колапс во животот, кога нешто на проект на кој што работам не е така, не испаѓа така како што сакам, мене ми се враќа анксиозност. А како дојдовте до тој одговор? Побаравте стручна помош или сам повторно баравте? Значи знаеш, во тој момент почињаш читаш Робин Шарма, не знам, читаш ова, читаш она и си викаш, нели, го знам и ова, бе, све знам. Неко си отпадна. И после сватив дека и тоа ми е поентата мене со книги, дека тие сите книги убаво се да се прочитаат. Меѓутоа, ако остане само на прочитано, подобро не ги не читај. Мора да се работи на себе, мора константно, значи во секоја секунда на твоето постоење ти да работиш на себе. И мора и вистинското значење на работите да ги дознаеш. Например, предизвикот не е предизвик, тука е можност. И ние сите ако ти погледнеш во твојот живот понатака, ако ги видиш сите моменти кога ти си мислела дека е крај и каде ти е тоа однеле, ќе сватиш дека тие се најдобрите моменти во твојот живот. Не се лимитирам сега на овој момент, например. Еве сега во моментов имам некои проблеми што ме се случуваат, меѓутоа не се лимитирам на сега, затоа што знам дека за година-две овој проблем ќе биде толку банален. Нешто друго што сакав ти кажам што е интересно, тој страф од анксиозност, например, го победив за себе. Значи, во еден момент се чувствував дека го победив се додека не добив кирками. И сега, например, кога мене ми се случува нешто што е блиско до неуспех, не се плашам ја дека себе се ќе се разочарам. Тука ја гледам неа и се викам, чекај. Јас треба да бидам сликана. Чекај. Да. Дали јас сум таткото што на вистина тебе ти треба, дали ја можам да ти го пружам тоа што ти треба, зашто стравот се адаптира. Значи ти ќе победиш еден стравот додека ти се освешти стравот више има една стратегија како да те победи. Од друга страна. И цело време се бориш. Меги се избори со својот страв. Приказната на Меги е дел од книгата на Коста, а приказната се расшири некако или доби видео форма. За некои помалку сакаат да читаат. Има и документарен филм, некои секвенции делови вечерва ќе ги погледнеме. Се најдоа неколку приказни на дел од јавни личности од Македонија, но еве Меги сега е веќе јавна личност заради приказната, личната приказна во борбата за стравот. Па дека сум се соочила целосно со стравот, не ова присуство тука во емисијава е повторно соочување со тој страв. Мислам дека најголем страв, јас всушност вчера на премиерата на филмот сватив што е мојот најголем страв. Мојот најголем страв е луѓето да дознаат што всушност јас сум чувствувала и како јас се чувствувам, бидејќи сум личност што многу ретко се отвара пред другите и се што ми се случува го задржувам во себе. Се ова се случи откако ја добив книгата на Коста на подарок од мајка ми и ми рече, еве прочитај ова ти што ми го кажуваш неколку години, демек човеков размислува исто како тебе.
ја прочитав книгата, го поверав на Facebook нормално и видов дека организира работилница на тема исклучиво стравот. Во тој момент прво што помислев, морам да присуствувам на работилницата. Кога стигнав на работилницата, прво што помислев, тога се луѓе успешни, со своји фирми, со фамилии, се имаат постигнато во живот, какви стравови имаат. И мислев дека не припаѓам таму, но како се одвиваше работилницата, сватив дека без разлика кој си и што си, сите имаме стравови. Јас мислев дека откако ќе го достигнеме тој успех или врвот, дека немаме стравови. А сега знам дека колку сме повисоко, толку поголеми стравови ни дадат во животот, ни дадат во нашите животи. Мојот личен страв започна на 16... Кој беше конкретниот за да... На 16 години, кога се почна најпрво со обични главоболки. Потоа следува страшни главоболки, кои што не можев да ги контролирам ни со нормални апчиња, што луѓето ги земаат секој ден за главоболка. И потоа почна испитување по доктори. Буквално, мислам дека една година, секој месец по 2 пати одев на испитување и кај различни доктори, различни мислења, различни диагнози, но никој не ми помогна. И како одите секој ден кај друг доктор, сваќате дека нешто не е во ред. А јас на 16 години имав многу планови. Значи, не можев да се помирам со тоа дека јас цел мој живот ќе го минам така. За разлика од други луѓе кои откако ќе се разболо, добро, јас треба да живеам со апчиња, јас треба со лекови, јас треба во болници. Тип кои се помируваат лесно. Јас не сакав да го прифатам тоа, бидејќи прво нешто што го имам и не може никој да ми го одземе, моите соништа. Неколку пати се обиделе луѓето и само еднаш успеале во тоа, а тоа е сонот да танцувам хип-хоп и не знам зошто се откажав од него, бидејќи но никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна, не велам не. Па и за во домашна само би рекле, нели употреба? Да, но имаше таков клучниот момент беше веќе наполнив 18 години и еден од докторите ми рече дека ќе имам проблеми со концентрација, ќе не можам доволно да запаметам, дека подобро ќе биде да мирувам. Дури имаше предлог од пријатели зошто да се запишуваш сега на факултет. И јас бев човек што учеше многу, од мене се очекуваше многу и најнаш цело тоа очекување од другите падна на најниско ниво и сметав дека јас повеќе како да не вредам во очите на другите. Тоа што сум била сега никој ништо не очекува од мене. А јас очекував многу и затоа решив дека нема да застанам таму. Аплицирав за стипендија, добив стипендија, се откажав од неа бидејќи тоа е моментот кога сватив дека јас сакав себе си да се покажам дека јас можам да добијам стипендија со толку многу проблеми помеѓу 2000 други души кои немаат никаков проблем. Стипендијата не беше тоа што го посакував јас, затоа се решив да одам на државен факултет и тоа не на друго, туку на толкување која бара премногу концентрација и помнење. Мислам дека тоа е друг предизвик кој јас сама си го дадов. Сама си го поставивте. И успеав. Јас дипломата е во мои раце. Тоа е доказ дека се што ми кажа диагноза што беше, да, падна во вода. Се падна во вода. Без разлика колку и да биле тие доктори сигурни или несигурни во себе, јас им покажав дека не можат, барем со мене, што сум сигурна дека сакам да бидам нешто во животот, не можат да си играат. Се фаќате ли себе си како лесно препознавате луѓе кои во моментот се борат со стравот и дека едноставно отворено приоѓате да помогнете? И кога можеби нема да се побара тоа од вас? Ние сме усвои дел од една група од 20 луѓе што си помагаме еден со друг цело време. И многу интересно кога сте група, не се сите паднати во исто време, така да секојаш има некој што ќе помогне. Ја во принцип некако така сум навикнат кога и на улица ми се дешава некојаш и сигурно луѓето мислат дека сум лудак. Некој пат кога ќе видам некој дека е тажен, видам ќе ги прегрнам и ништо не викам, ќе се отидам. А само толку реакцијата. Еве добро да знаете кој утре не ги прегрнете дека нема проблем. Не сакам да ти кажам, некојаш доволно некому да се насмееш и ќе го промениш денот вака. А ние цело време сме толку фокусирани самите на себе, со нашата негативна енергија, воопшто не помислувам. Чувствувам како една преголема некако лошотија да се роди меѓу луѓе, ако можам така еве да се изразам, како да се стравот. Ете ја мокта на стравот. Тоа е мокта на стравот. И тоа е најодвратната мок на стравот. Страв да ти кажам супер ти емисијава. Страв да ти кажам дека си супер.
затоа што тоа ќе го повреди моето его. Престана луѓето да се радуваат еден за друг. Почнаме да живееме во свет на цуци, маци, супер си, лайк, а се враќаш дома и ги плукаш луѓето. И тогаш стравот ќе биде моќен. Да, тој владее со вас. После немој ти да викаш зошто ми се дешава ова, зошто толку се плашам, зошто толку проблеми. Самите сме ги донели тие проблеми. Не може ти ако садиш негативни семиња да ти излезе дрво на љубовта. Не. Ќе се го добиеш тоа што ќе се го посадиш. Бидејќи споменавте работилници, дали тие се отворени, може секој да пристапи, условно речено што сега можеби не гледа и сака да се најде во приказнави, едноставно сака да се соочи, но со некој кој ќе го разбере. Ние вака спонтано направиме работница, што јас спремав новата книга Стравот, имав некои концепти за книгата, викам чекај да ги видам концептиве, да видам дали ќе може да се имплементираат. И не само што се имплементираат, туку стварно тоа е на армија на 20 луѓе, за 3-4 месеци на сите им се промени животот. Ама промена онаква сериозна. Значи, да. Затоа што види и до некаде и правила се на игра. Значи егото и стравот имаат правила. Нели? И тие правила ние ги учиме, знаеме они што прават. Ние знаеме што ни прави стравот. Ние само му допуштаме тоа да не го прави. Ама ако ја научиш правилата на играта, тогаш стравот се подзамисли малку следниот. Како да ги научиме? Постои ли решение? Како се учат? Секој ден во секоја секунда. Градиш куќа. Знаеш, убаво е држиш позитивна енергија, ама цела куќа изградена од позитивна енергија може да биде срушена со нешто најмало од негативното. Тоа е најтешкото. Многу треба работа. Многу треба да се промениш, а живееме во такво некој време каде што немаш време да се промениш, каде што многу е подобро да згазиш некого. И дори мене некои луѓе ме викаат, што се замараш, ти не можеш да промениш овдека ништо. Ја не сакам да ја променам земјава, јас сакам тебе да те променам. Јас верувам дека ти промени го комшијата. Доколку почнеме да се обидуваме, буквално речем, не ете така, да ти помогнам тебе како единка, тебе и слично, дека многу работи можат на глобално ниво да не се сменат. Некако станавме пресебични, а таа затвореност или неотварање на еден позитивен начин, мислам дека не чини веќе доволно многу и дека е време да се подосвестиме. Па овие почетоци или овој начин, следејќи го нели ние, со правење можеби емисии од овој тип, со влијание на различни начини, ќе биде многу, пак ќе речем, за оваа наша прекрасна мала држава, во која има уште место за многу љубов, разбирање, пријателство и за една позитивна енергија, бидејќи мене лично ми боли кога гледам многу креативни луѓе со многу позитивна енергија и способни, а што велите тонат во сопствениот страв, стравуваат од многу работи, едноставно сме некако во некој зачаран круг, ако така можам да се изразам. Да. И честитки за ово што го правиш, бидејќи јас ќе ти кажам, за некој можеби ова е само некој ТВ продукт, уште една емисија на живкица. Ама негде сигурно сум сега седи дома, некој што живот ќе промениш и тоа е една огромна одговорност. Да, јас верувам дека помагаме. Тоа е твојата мисија. Ви благодарам за гостувањето. Стравот како книга постои, документарецот пак ќе речем на моменти ќе го видиме и го гледаме, а сепак убаво е можеби да се прочита книгата, да се најде секој во истата, да си го победи личниот страв. Ќе очекуваме ново дело кој ќе ни помогне да храбро не посочи во некои нови животни правци. Ќе биде? Да, чекај се, имаме една нова битка, таа која добијам, ќе има книга, ако не. Ајде ќе чекаме, ако треба помош, тука сме. Драги мои, не се плашете да му погледнете во очи на стравот, би било на повлекување можеби на црта на вечерашнава емисија. Има во вас сила и храброст да му згазнете што велиме на вратот и да продолжите храбро во животот. Ќе бидеме тука со вас и во следното издание на Тунел со нова емисија и верувам исклучително пријатни гости како што ги имам вечерва во оваа емисија. Ви благодарам.